Драги сограѓани, драги пријатели, Пробиштип во неделя ќе добие нов градоначалник. Изборната кампања завршува. Доаѓа моментот за конечна одлука. Доаѓа време во кое вие одлучувате. Одлучувате за нашата иднина и за иднината на Пробиштип. Пред вас се две опции. Проекти кои ние ги нудиме наспроти празни зборови. Видливи резултати наспроти лажни ветувања. Поддршка од владата наспроти неизвестност. Развој наспроти стагнација. Верувам дека одлуката веќе ја имате донесена. Вие најдобро знаете кому треба да му ја дадете доверба. Вие најдобро ќе ја донесете одлуката за Пробиштип. Драги сограѓани, пријатели, соседи, во недела не одлучуваме само кој ќе ја води општината, туку во каква македонска каменица сакаме да живееме. Сакаме град во кој има ред, почит и можност за сите. Место каде децата растат без страв, младите остануваат со надеж, а секој човек е вреднуван по трудот, а не по припадноста. Верувам во заедништво, во добрината и во тоа дека кога сме обединети, можеме да го направиме невозможното. Нашата сила е во искреноста, во сплотеноста и во љубовта кон нашиот град. Во недела Пробиштип е пред една од најважните одлуки од своето постоење. Вие одлучувате. Вие имате можност да одберете иднина за Пробиштип помеѓу два различни концепти и две различни визии. Една докажана визија за Пробиштип за сите, без партиски уцени и притисоци и секој свој на своето. И друга, со обид за целосна партизација и приватизација на општината, мрачно и скандалозно минато, без визија за иднината. Ние победивме во градот, сега сите заедно победуваме во целата општина. Во недела победуваме за да нема нов рудник и нова јаловишна депонија на Плавица. Кочанчани мои, од срце сакам да ви се заблагодарам за поддршката, за оваа наша заедничка визија. Визија за младите кои сакат да останат во Кочани, визија за пензионерите кои се столб на искуството, визија за земјоделците кои го хранат овој народ, визија за подобро утре. Нашата кампања беше чиста, честна и народна, без омраза, без навреди. Говоревме само за дела, за проекти, за планови за иднината, за подобар живот на Кочани. Јас не сум човек кој ветува празни ветувања, стојам за секој збор и знам како да ја вратам гордоста на Кочани.